Те молам, помогни ми. Дај ми сила да можам да им помагам на сиромасиве. Не можам да им ги гледам макиве што ги имаат. Дедо Боже, тоа си ти. Јас сум, како што ме гледаш. Ми издодеа да те слушам, како ден и ноќе молиш, па реши да ти помогнам. Многу ти благодарам, Дедо Боже, што ми ја направи оваа радост. Мислев дека никогаш нема да ми ја услишиш молбата моја. Многу ти благодарам што ми даде сила да можам да им помагам на сиромасите. Вака, на секој сиромав што сакаш да му помогнеш, ќе му погледнеш во очи и во неговите очи ќе го најдеш место каде е закопано неговото богатство. Јас толку сакав, Дедо Боже, да можам само на сиромасите да им помогам, а богатите и сами ќе си го најдат богатството. Само толку. Фала ти многу, Дедо Боже. Само уште нешто да ти кажам. Ова можеш да го правиш само на сирома си. На богат не можеш да му познаеш каде е скриено неговото богатство. Сега ќе излезам да видам дали е вистина тоа, дали ќе можам да им помагам на сиромасите, дали имам таква сила. Добар ден. Добар ден. Што си ми оросен во очите како да си кабетлија? Така, кај си тргнал ти вака? Гледам, си ги оставил молитвите. Не треба веќе да се молам. Господ ја услиша мојата молитва. Чекај да ти ги видам очите. Ајде, не играј си мајтап со мене. Што ќе ме гледаш во очи? Ти сакаш пари или не сакаш? Застани. Ти твоите пари ќе ги најдеш среде нивче. Тоа е единственото што го имаш, ќе копаш на средина. Таму ќе ги најдеш твоите пари. Ајде, не играј си мајта со мене, човеко. Јас секоја лето ја копам мојата нива, па не сака да ме роди, злато ќе сум нашол. Моje беше да ти кажам, а ти како сакаш. Запомни, среде нивче. Не играј се со мене. Ако сум сиромав, не сум и будала. Абе, ти мене од вчера ме знаеш да со тебе мајтав да си играм? Баш со сиромав? Слушај, размисли малку. Јас ти кажав, ке копаш среде нивче. Размисли. Ајде. Сега сред зима да копам нива. Абе, ќе си играт мајтап со мене. Туку ајде. Ќе идам. Ќе измислам нешто. Митре! Митре, бе! Што си се свиткал како Петел Голашија, што би рекол Велко. Како Петел Голашија, Митре, ти си најсиромав од сите сиромаси. До тука било, по сиромав од мене нема, така да знаеш. Здравје да си имам јас, ај ти. Така. Слушај, чекај да ти погледнам јас тебе во очи, да ти кажам каде е твоето богатство. Аман бре човеку, мене ли ме најде од толку народ будала да ме правиш? Гледај ти колку сакаш и каде сакаш. Во моите очи, знаеш што можеш да видиш? Само вода ќе видиш, ништо друго. Ај, гледај. Митре, не збори лошо, Митре. Слушај, ти твоето богатство ќе го најдеш под керамитка на стрејата. Петелот кај што се врти на Сабајлекова кукурика. Ке подраспретеш малку. Таму ке го најдеш. Ајде, не си играј со мене туку.
Митре, Дај да си поедам јас да си ја гледам работата. мое беше да ти кажам, А, а твое е да веруваш или не. каде рече под... Првиот ред од стрејата под керамич. Аха. Размисли. Хајде, врви сега. Джемо, здраво! Здраво! Шо правиш, бе? Кај си? Подај му на Господ. Што си окочил раката? Паднав на снегот. Внимавај, сега се лизга, подледено е. Да. Слушај, Джемо, не сум те видел одамна што си обраснал брадата, бре, како седело за страчки. Сега за страчки. Па потопло да ме биде, знаеш. Кај си тргнал? Тргнав планина, бре. Планина, Што бараш? да помогнам на синот, да ги симнеме дрвата. Сиромаштија. Джемо, чекај да ти ги видам очите. Ај, види. Джемо, Кажи. да се вратиш назад, Оти, бре. да не одиш планина. Оти. Твоето богатство ќе го најдеш покрај скалите, ќе подрасчистиш там. Тука ќе го најдеш. Аман, бе. Слушај ме, што ти велам. Ти си наш турчин, добар турчин. Добар. Затоа ти кажувам. Добар. Ама Син ти ќе се снајде сам со дрвата. јас и богатство. Джемо, слушај ме што ти велам. Да те Ке слушам. подрасчистиш кај скалите и тука ќе го најдеш твоето богатство. Право дома врви. Ај, да врвам. Ај. Чекај да ти кажам нешто. Немам време за губење. Имам работа. Зелката треба да ја Зелката, добро, чекај. Го знаеш оној нашиот богомолецот? Го сретнав и сладко се изнасмеа. Па што? Знаеш што? Ми гледаше во очи и ми рече да сум отишол дома да тргнам една керамитка од куќата и таму ќе сум нашол пари. Навистина? Абе сладко се изнасмеа. Па и мене ми го кажа тоа. И? За овнива, дека ќе најдам пари. И шо? И најдов. Шо најде? Пари? Пари најде? Гледај. Ај, не се шегувај со мене, чекај да видам пари, а? Одам и јас под керамитка.
Фала ти, Боже, што ми даде сила да им помагам на сиромасите. Да не се мачат толку. Сега си живеат мирно, срекно. Јас толку и барав. Само толку да можам ним да им помогнам. За себе не барам награда. Што сакаш? Дојдов да те одведам кај царот. За арно или за лошо? Да ти кажам право, не знам. Не беше налутен. Зошто ме бара? Не знам. Чул нешто за тебе. Чул, не чул, не можам ништо да направам за него. Ајде, тргај. Честити царе, го доведов човекот. Нека влезе ваму. Влези. Ти знаеш зошто те доведува ваму? Се чини дека знам. Си чул за мојата сила, честити царе. Барам од тебе да ми кажеш каде е скриено моето богатство. Честити царе, јас таква сила немам. Кога ме даруваше Господ, ми рече дека само на сиромаси можам да им видам каде им е богатството. На богат не можам да му видам каде му е богатството. Не играј си мајтап со мене да не ти летне главата. Оти ти знаеш, али не знаеш дека најмногу пари и треба на царштината. Чунки војски треба да се ранат, војни да се водат. Ти тука треба да можеш да видиш и да кажеш каде е богатството. Јас убаво ти кажав, честити царе. Јас таква сила немам. И да ме отепаш, не можам да ти кажам. Сакаш да те отепам? Не, не отепувај го. Какво? Фајде од тоа да го отепаш. Добро, како ќе ти каже после, ако го отепаш, треба да е жив за да може да ти каже, нели? Немој да го отепуваш. Остај го. 3 дена нека размисли. По 3 дена викни го и прашај го пак. Нема што да се размислува. Јас таква сила немам. Сега, царице? Сега, како нема што да се мисли? Има што да се мисли? Има 3 дена да седи и да мисли. И потоа прати по него, нека го викнат и нека ти каже што размислил. Сега разбра што рече царицата. Така и ќе направам, ќе те ставам во апсана. 3 дена таму да размислуваш, а сетне да ми кажеш, ако не, ти летна главата. Стражар, одведи го. Ако сакаш да не те погуби царот, ќе отидеш во стариот замок. Таму секогаш доаѓаат двајца старци. Од нив ќе чуеш се што треба. Со што ја заслужив таа милост? Гледам дека твојата добрина е голема и не треба да загинеш од раката на царот. Направи го тоа и не бери гајле. Стражар! Стражар! Кој вика? Води ме кај царот. Ајде. Честити царе, пушти ме само еден ден надвор.
И после ќе ти кажам. Ти што велиш? Пушти го. Пушти го, нема кај да бега. Нема кај да бегаш. Ќе те пуштам, ама само еден ден. Од царска сила бега и не нема. Ајде, води го. Многу ми е кеј пријателе, секоја година баш на ова место вака се седнуваме и убаво си ја пнуваме. Убаво. Секоја година јадеме. Ама оваа година ни е најубаво. Не. Убаво беше една година еден цар која закла курбан цела крава. 3 дена јадевме. Абе, сутепаме од јадење, бе, сутепаме. Ама, која година беше тоа? Јас не знам. Па ти не паметни пријателе, оти ти си помал. Ти имаш 400 години, а јас имам 443. Така е. Кажи ми, пријателе, зошто тој цар закла крава курбан? Затоа што токму на ова место закопа 3 товари богатство. Ние сега седиме на тоа место. Тука? Точно под нас, сега кај што седиме. Затоа. Ами оти јас тоа не го знам. Оти, не сум ти кажал. Не сум ти кажал, оти, немало потреба. Оти, знаеш, за нас златото ништо не значи, бе, пријатели. Биле 3 товари, 5 товари, исто. Ти си, бе. За нас најубаво е. И најсладко е, ако има што да каснеме, и да видиме. Така. Бре, човече. Убо, така изезе ко што рече. Кога отидовме там, богатство, богатство, богатство. Имаше богатство и за царштината, и за нас, и за војската. Сега, кажи ти колку сакаш и што сакаш да те накрадам. Честити царе, јас за таа работа награда не сакам. Кога го молев Господа да ми даде таква сила, да им помагам на сиромасите, не молев за награда. Не сакам. Не. Не може да го одбиеш, царот, не. Ке се налутиме. И обајцата ке се налутиме. Мораш, не. Еве, кажи што сакаш. Кажи што сакаш, мораме да те наградиме. Колку азно сакаш, само кажи. Го гледате ли ова, честити царе? Око човечко, од каде кај тебе тоа? Не е вистинско. Правено е. Ама тежи толку колку што тежи едно вистинско човечко око. Сакам да го ставиме на Терезија и колку што ке тежи, толку богатство да ми даде. Малку е тоа, малку е, што тежи едно човечко око, нели? Друго барај, појќе барај. Не. Колку што ке тежи, толку да ми дадете. Ни помалку, ни повеќе. Повеќе не сакам. Арно велиш. Слушај, човече, ти мене ми помогна кога требаше. Сега јас тебе ќе ти помогнам. Тоест, ќе ти ја исполнам оваа желба. Стражару, донеси една Терезија ваму. Веднаш, честити царе. Ставете сега од оваа страна злато. Царице. Не мрде. Дај, царице, уште дај. Еве. Дај. Не треба, честити царе. Не треба повеќе да ставате.
Колку и да ставите, окото пак ќе тежи повеќе. Човечкото око е ненаситно. Колку и да му ставаш, се му е малку. Тргнете го златото. Гледате, честити царе, човечкото око ништо не го сити. Само една грудка земја го сити. Сакаш да кажеш богати, не богати, сите ќе умриме. И кога ќе ни ја фрлат земичката на очи, ништо појќе нема да ни треба. Сите ќе бидеме сити и пресити. Со ова, пријателе, ти мене ме научи дека човек никогаш не треба да се лакоми по богатство. Од еден ден сите ќе умриме.